Кратки најави за денес. ФТУ продуцира квалитетни готвачи, но потребно е создавање услови за да се задржат во земјава. Охридската болница се поднови со нова апаратура на одделот за патологија и научното одделение. Рампата кај Горнапорта ќе биде спуштена за време на великденските празници, освен за жителите на Стар град. Актерката Марија Новак доби награда за најдобра споредна женска улога. Продолжуваат насилствата поврзани со затворите во Франција. За најавените и за останатите настани од денес ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме претежно сончево и топло време со локална облачност. Во попладневните часови услови за слаби и локални врнежи од дожд. Максималната дневна температура изнесуваше 21 степен Целзиусов. Во четврток, во поголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров, како и во Централна Европа, ќе преовладува нестабилно време со врнежи од дожд. Врнежи од дожд се очекуваат и во Франција и во областа на Алпите. Во останатите делови од Европа ќе преовладува претежно стабилно и релативно топло време со зголемена облачност, со температури кои што ќе бидат во пораст. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во источните и јужните предели стабилно време со зголемена облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 19 до 29 степени. Во Македонија во четврток ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови во северозападните, западните и југозападните предели со услови за сосема слаби и локални врнежи од дожд. Ќе дува засилен југоисточен и југозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 30 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 6 до 13 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 18 до 26 степени. Во Охрид во четврток ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови со услови за сосема слаби и локални врнежи од дожд. Минималната температура од 10 степени, додека пак дневната ќе достигне до 22 степени. Во Охрид во петок ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со услови за слаби и локални врнежи од дожд и дневна температура до 20 степени. Во сабота и недела претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 6, односно 7 степени, додека пак дневната ќе достигне до 22 степени. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи,
кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Додека студентите по гастрономија од Охридскиот факултет за туризам и угостителство постигнуваат врни резултати на меѓународни гастрономски надпревари, во 90% од угостителските објекти во туристичкиот бисер Охрид работат непрофесионални кадри. Одливот на професионалните готвачи се должи пред се на ниските плати, кои во некои земји од регионот се и до 4 пати повисоки, но и поради условите и можностите за напредување. Студентите Христијан Јордановски, Стефан Аврамовски и Христијан Трајковски од Охридскиот факултет за туризам и угостителство под водство на селекторот доцент доктор Климент Наумов освоија 7 медали на престижната гастрономска манифестација Бисер на морето. На надпреварот кој го организира Асоциација на шефови од Медитеранската и Европска регија, нашите представници постигнаа високи резултати во конкуренција од над 400 учесници од Хрватска, Србија, Црнагора, Босна и Херцеговина, Турција, Албанија, Романија, Словачка, Украина, Белорусија, Малта и Индија. Беше голема чест и задоволство што ги бранев боите на Факултетот за туризам и угостителство Охрид. Надпреварот Бисер мора, кој се одржа во Брач, на островот Брач, во градот Супетар, за мене представува едно големо, огромно искуство, затоа што е огромен настан, е огромен гастрономски и кулинарен настан. Ова за нас е огромно искуство. Многу ќе придонесе да се унапредиме во нашата струка и се надеваме дека ќе продолжиме понатаму да се унапредуваме. Одличен е успехот што го направивме пред се и искуството кое го стекнавме таму преку запознавањето на нашите колеги од странство, мастер класовите кои се одржуваат од познатите шефови, мислам дека че имаме доволно искуство да ги пренесеме на младите колеги. Ова е едно признание за сите наши заложби, за тоа што веќе подолго време се трудиме да го издигнеме квалитетот, да знаеме, да препознаеме вештини, да препознаеме успех, да препознаеме нешто што лежи во самиот студент и што треба да излезе на површина и при тоа умешно да направиме селекција, а при тоа и достојно да ја презентираме и нашата држава, која што навистина во себе има врвни кулинари. Овие млади луѓе, по завршувањето на студиите, својата иднина како професионалци во својата струка, планираат да ја градат тука во Македонија, иако се свесни за условите и можностите кои се нудат во странство. Материјалните средства кои ги нудат странските земји не може да ги понуди нашата земја, па затоа и младите готвачи одлучуваат да останат во странските земји, дури и да не се вратат овдека.
Јас како млад готвач имам доста прошетано. Ги запознав странските култури, го исцрпив целото знаење кое можат да го понудат и планирам да останам овдека во Македонија. Може би ќе останам во Македонија, но добри се и Хрватска и Словенија за работа, нудат повеќе. Реално во странство се малку подобри условите и самите гости кои доаѓаат се малку позахтевни и знаат точно што сакаат, отколку кај нас во Македонија кои ние доста импровизираме во гостителството. Ми немаме уште оние стандарди кои треба да се постават. Се надевам дека во иднина и ние ќе ги поставиме сите стандарди како што треба. Јас имам доста искуство и надвор малку. Сум работел во Хрватска неколку години и во Македонија. Реално платите се доста повисоки таму и поценете готвачот таму него во Македонија. Самиот гостин доаѓа ради шефот на ресторанот, ради кујњата, а не ради сопственикот на. За жал во нашата држава нема можности ваквиот квалитет да биде стимулиран пред се материјално и тоа ги тера ваквите квалитетни кадри да ја напуштаат земјата и со своите знаења и вештини да заработуваат и до 4 пати повеќе од она што им се нуди тука, вели нивниот ментор професор Наумов. И еден апел како институција да упатиме кон угостителите да кога ќе видат нешто квалитетно, да го задржат со сите сили и да не дозволат да не напушти. Бидејќи големи може да бидат бенефитите, големи може да бидат наградите. Угостителството кај нас во последните неколку години 90% се крепи на трудот на малолетници средношколци кои сакаат да заработат некој денар за време на летниот распуст. Професионалци можат да се сретнат само кај 10% од угостителските објекти. И студентите и професорите очекуваат конечно и кај нас во угостителството да се прифатат стандардите од поразвиените европски држави. Рампата кај Горна Порта ќе биде спуштена за време на великденските празници, освен за жители на Старград. Поради зголемениот број на посетители и настани за време на великденските празници, јавното претпријатие Белјанини извори воведува контролирано спуштање на рампата во стариот дел на градот кај Горна Порта, со цел зголемување на безбедноста на пешаците и регулирање на сообраќајот во тој дел на градот. Рампата ќе биде спуштена во периодот од 7 часот во петок 18 април до 7 часот во вторник 22 април. Во тој период ќе биде ограничен пристапот на моторни возила, освен за жители на стариот дел на градот. Одлуката донесена согласно минатогодишното искуство и согласно барањата на жителите од тој дел на градот. Велат од предпријатието и ги молат граѓаните за разбирање и почитување на поставените знаци и упатства од надлежните лица. Охридската болница се поднови со нова апаратура. Набавени се современи апарати на одделот за патологија и очно одделение. Вкупната инвестиција на двата апарати од 6.800.000 денари е донација од Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија. Охридската болница се поднови со нови апарати, вредни донации на одделот за патологија и очното одделение. Едниот современ апарат е за оптичка кохерентна томографија, што е основна диагностичка алатка во модерната офталмологија. Со овој апарат пациентите наместо по приватни ординации, диагностички услуги ќе добиваат во општата болница. Втората донација е опремување на одделението за патологија, со што ќе се скрати времето на чекање резултати, што е клучно за пациентите. Станува збор за 4 апарати, автоматизиран ткивен процесор од затворен тип, после ротационен полуавтоматски микротон, водена бања и ладна плоча и калапер со топлоладна плоча. Што во превод значи тоа? Значи со оваа опрема нашето одделение за патолошка анатомија влегува во полна снага, односно ќе ги сервисира препаратите како од нашата здравствена установа, така и од околните, затоа што од ваков тип на лабораторија е единствена во југозападниот регион. Ќе вршиме сервисирање на материјали како од државните, така и од приватните институции во регионот. Најголемата придобивка е тоа што значително ќе се скрати времето на чекање за резултатите од овие материјали, кои што
Во некои случаи знаат да бидат и од витално значење, особено ако резултатот упатува на малигно заболување. Во минатото знаевме да се чека на резултати до 30, а некогаш и повеќе дена. Сега значително ќе се скрати тоа време, значи на 7 дена максимално. Од друга страна, исто така и има и економска придобивка, затоа што ќе сервисираме услуги за другите институции. Новите апарати се донација на Агенцијата за катастар на Република Македонија. Се изврши пренамена на средствата кои претходно биле на донаторската сметка. Ние стапивме во контакт во месец август 2024 година. Бев информиран дека беше одобрена донација, меѓутоа по проценка на самиот тим тука од болницата беше предвидено да се набави опрема која што не е соодветна за потребите на самата институција. Институцијата со новиот менеджмент имаше предлог за тоа каква опрема да се набави. Ние како орган кој што претходно ја има одобрено донацијата, започнавме на постапка, ги поминавме сите филтри, одобривме практично анекс на тие средства и како што и кажа пред малку директорот Горан, набавена е опрема која што ќе биде една од клучните во овој регион од Македонија, односно нема да има потреба голем број на пациенти да се упатуваат во Скопје, бидејќи тука ќе има брза и ефикасна диагностика, како што кажа и самите доктори од тука, од Тетово па до Битола, ова ќе представува еден регионален центар. Вкупната инвестиција на двата апарати изнесува 6.800.000 денари. Тие веќе се ставени во функција и достапни за пациентите. Утре ќе се одржи симулацијска показна вежба на Црвен крст Охрид и одделот за превенција при секторот за внатрешни работи за извлекување и укажување прва помош на повредени во сообраќајна несреќа, во која учествуваат патничко моторно возило и мотор. Во рамки на своите јавни овластувања за едукација и ширење на знаењата за правилно укажување на прва помош на повредени во најразлични ситуации, Црвен крст Охрид во партнерство со одделот за превенција при секторот за внатрешни работи, утре 17 април во 12 часот на паркингот пред плоштадот Крушевска република кај Чинарот ќе изведе симулацијска показна вежба за извлекување и укажување на прва помош на повредени во сообраќајна несреќа во која учествуваат патничко моторно возило и мотор. Службениците од одделот за превенција при СВР Охрид, заедно со волонтерите на Црвен крст Охрид, ќе делат едукативен материјал за важноста од почитување на сообраќајните прописи со особен акцент на правилно врзување на сигурносен појас во возилото и правилно носење кацига при управување мотор. Заинтересираните присутни по завршување на вежбата ќе имаат можност со поддршка на парамедиците на Црвен крст Охрид да пробаат дел од техниките и постапките за правилно укажување прва помош и правилно вадење на кацига од повреденото лице. Актерката Марија Новак од Охридскиот народен театар доби награда за најдобра споредна женска улога. Наградата за најдобра споредна женска улога на 4-тото издание на театарскиот фестивал Петре, кој се одржа во Велес, актерката Марија Новак ја доби за улогата во урнебесната комедија Секс, лаги и љубомора на Народен театар Охрид. Марија ја обликуваше својата улога со толку природност, харизма и прецизност, што нејзиното присуство на сцената не можеше да остане незабележано. Со вештина што извира од љубовта кон театарот, таа и подари на публиката моменти полни со емоција и смеа. И уште еднаш потврди дека секоја улога, без разлика на нејзината големина, може да остави траен впечаток, велат од Охридскиот народен театар. Ова е се во првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!